владата ја разгледа и усвои информацијата за вакцинацијата против COVID-19 и задолжи неколку институции да изготват и достават до Министерството за здравство собствени акциски планови и процедури за прием, физичко обезбедување, чување, дистрибуција и аплицирање на вакцините против COVID-19. Истото владата му го препорачува на ТАВ Македонија. Министерството за финансии и Бирото за јавни набавки во соработка со Министерството за здравство во рок од најдоцна 5 дена треба да изготват предлог на закон за изменување и дополнување на законот за јавните набавки, со што ќе се овозможи плаќање на аванс поголем од 20% од цената и ослободување од обврската за обезбедување банкарска гаранција за авансно плаќање во постапките за јавни набавки директно поврзани со справувањето со епидемии и пандемии на заразни болести. На оваа седница владата ја дополни одлуката за спречување на ширењето на COVID-19 со обврска за секој патник од Велика Британија и Северна Ирска што влегува во земјава на кој било ограничен премин, задолжителниот карантин во домашна изолација да ги спроведува врз основа на изјава која ќе ја пополнува на граничниот премин при влез во земјава, а патниците што транзитираат имаат обврска земјата да ја напуштат во рок од 24 часа. На оваа седница владата донесе заклучок да ги прифати предлозите на Министерството за одбрана и на Министерството за труд и социјална политика за помош и исплата на еднократна парична награда на медицинските работници од Министерството за одбрана кои што се вклучени во лекувањето на болните од COVID-19, како и на вработените од специјалниот завод за лица со попреченост во Демир Капија, кои во грижата на заштитениците во заводот неколку недели беа вон своите домови.